Зошто можете да го видите вашиот одраз на некои предмети? Во ова видео ќе ги разгледаме диаграмите на зраци за појавите на рефлексија, рефракција и апсорпција на светлина. Видливата светлина е дел од електромагнетниот спектар. Светлината е трансверзален бран кој се простира праволиниски. Кога снопот светлина ќе падне на некој предмет, тој може да биде рефлектиран, прекршен или апсорбиран. Рефлексија настанува кога светлосниот зрак се одбива од некој предмет. Аголот на упадниот зрак е еднаков со аголот на одбиениот зрак, така што ако аголот на светлосниот зрак е 45 степени, тој се одбива од предметот под истиот агол. Ако упадниот агол на светлосниот зрак е 30 степени, тој се одбива од предметот под истиот агол. Нерамна површина, како дрво или облека, ја расејува светлината, така што настанува одбивање на светлосните зраци во сите насоки. Мазни површини, како стакло или полиран метал, ефикасно ја одбиваат светлината и се добива одраз. При цртање диаграми на зраци, упадниот агол е секогаш еднаков со аголот на рефлексија. Упаден агол е аголот помеѓу нормалата на површината и упадниот зрак. Дали можеш да ги определиш вредностите на аглите? Паузирај го видеото и обиди се. Дали точно определи дека упадниот агол е 34 степени, аголот на рефлексија е исто така 34 степени, а аголот Q е 56 степени? Дали можеш да ги определиш вредностите на аглите кај овој диаграм на зраци? Паузирај го видеото и обиди се. Дали точно ги определи? Што се случува за време на рефракција? Звучните и светлосните бранови ја менуваат својата брзина кога минуваат низ гранична површина меѓу супстанци со различна густина, како што се воздухот и стаклото. Ова прави зраците да ја менуваат својата насока, појава која се нарекува рефракција. Ако светлосниот бран помине низ средина од која што се движи побрзо, во средина каде што се движи побавно, светлосниот бран се доближува до нормалата. Додека пак, кога зракот поминува од средина каде што е побавен кон средина каде што е побрз, светлосниот бран се прекршува подалеку од нормалата. Исто како во случајот на рефлексија, кај рефракција на светлината постои упаден агол и агол на рефракција. При рефракција, двата агли не се еднакви меѓу себе, затоа што тие патуваат низ различни средини. Колку што е поголема разликата во брзината на движење, толку е поголема разликата помеѓу упадниот агол и аголот на рефракција. Постои еден специјален случај што треба да го знаеш. Кога брановите ја менуваат граничната површина под аголот 90 степени, не доаѓа до рефракција. Во ваков случај, зраците го продолжуваат патот во иста насока. Заради рефракција, водата изгледа поплитка отколку што е реално, а сламката во чашата со вода изгледа како да е свиткана кон површината. Светлосниот зрак се рефрактира кога ја напушта водата, правејќи сламката да изгледа свиткана. Значи ги видовме појавите на рефлексија и рефракција и соодветните диаграми на зраци. Во двата случаи има упаден зрак и агол на рефлексија и рефракција.